Со превентивни мерки надлежните се подготвуваат да одговорат на пожарите што би можеле да ја зафатат државата. На терен веќе се преземат чекори за да не се повтори ланското сценарио, кога огнената стихија пеплоса и илјадници хектари шума. Вработени во национални шуми почнаа да ја чистат шумската инфраструктура, а со механизација се прават обрачи, посебно околу зелените појаси, кои би можеле да бидат лесна мета на пироманите. Правењето на заштитни обрачи лани се покажа како добра пракса, кога од целосно опожарување спасија неколку села лоцирани во подножието на планината Серта. Во моментов активно работиме на прочистување на патиштата кои што ги имаме, на шумската патна инфраструктура, отварање на нови патишта и просветлување на веќе постоечките, а тоа значи правење на заштитни појаси токму од појава на евентуални пожари. Во меѓувреме, владини работни групи се фокусираат на изготвување на национална стратегија за заштита од пожари. Претходно направената анализа укажува дека ниту една институција во државата соодветно не е подготвена да се бори со пламените јазици, објаснува Михаилов. Стратегијата вклучува набавка на она кое што никаде го нема. Значи, ниту една институција не е подготвена за пожарите. Вклучително почнувам од нас и останатите други. Значи, секаде се со дотраени возила, секаде се со опрема која што е малтене неисправна и она што го кажав нели јас на почетокот, ги начекавме нашите вработени да гасат пожари буквално на влечки, нели, во вистинска смисла на зборот. Ги начекавме со неподмирено здравство, што значи без здравствено осигурување беа луѓето. Според податоците на Европскиот информациски систем за шумски пожари, програма Коперникс, лани во Македонија изгореле над 94.000 хектари, што е речиси колку претходните 10 години заедно. Како една од потешките години се посочува и 2019-та, кога изгореле 29.807 хектари.